Бубе Шопова прашува за cheat meals, дали се штетни и опасни. Cheat meals, оние што не знаете, се оние оброци, односно задоволства, кои што често луѓето си ги даваат за време на диета. Од типот, можеби недела дена внимава се на исхраната како што треба и во одреден ден еден оброк ќе биде превара. Cheat meal, а тоа значи можеби ќе биде благо, пица и така натаму, нешто што му е омилено. Често овие оброци се храна која што изобилува со многу масти, со многу процесирана храна, со многу шекери и така натаму, и по составот ако ги гледаме се штетни, но дека еднократната употреба во еднаш во неделата ќе направи голема штета, нема да направи, доколку се останато го запазуваме, затоа што и оваа филозофија на cheat meal се воведена поради тоа што луѓето сакаат некаква награда за тоа што биле можеби дисциплинирани. Моето мислење и она со кое што ги советувам луѓето со кои што работаме, дека во првите 9 недели од можеби почетокот на процесот на менување на навиките на исхраната и ако целта е слабењето, јас им велам да бидат максимално дисциплинирани и воопшто да не посегнуваат по никакво наградување, затоа што една недела дисциплина не заслужува награда. Мислам, тоа не е откровение и дека не знам колку нешто сме направиле. Затоа 9 недели и не поради калориите кои што вие ќе ги внесете со тој оброк и со тоа задоволство, туку поради самодовербата кој што ние луѓето знаеме да си ја нарушиме или да си ја зголемиме. Многу често луѓе кои ќе прекршат во првите недела дена од дисциплината и програмата за исхрана, често знаат на себе да си прават лош муабет. Тоа значи да се можеби да си велат еве еднаш ке се заречеш, не можеш да издржиш, едноставно си ја подкопувате самодовербата. Затоа 9 недели немојте да помислувате на ништо што значи задоволство, баш поради тоа тренирање на карактерот и спремање за надолг рок да воведете добар начин на живот. А самите по себе, тие задоволства еднократно не се воопшто штетни, јас ги практикувам еднаш во неделата, фиксно се товарам, народски кажан.